Делчево. Направив увид во реконструирањето, реновирањето и отварањето на нов центар за услуги и тука во Делчево. Се наоѓа на позната локација за граѓаните во центарот на градот, каде што беше планирано некогаш да биде интернет кафе, за жал никогаш не се реализираше тој проект, но Министерството останува посветено да стигне до последниот граѓанин, до секој наш сосед, до секој наш сограѓанин, да ги доближиме услугите на граѓаните до нив и да им покажеме на оние кои што не знаат, не можат да користат дома алатки и компјутери, да им доближиме услугите на центарот за услуги и на услугите на порталот на Министерството за дигитална трансформација тука до секој граѓанин. Се надевам дека за многу брзо време ќе успееме да го отвориме центарот. Очекувам тоа да биде почетокот на септември и се надевам дека граѓаните ќе добијат секоја услуга која што им е потребна тука во новиот центар за услуги во Делчево. Од што е дело? И понатаму ќе отвориме центар за услуги, планирани се центри за услуги во другиот дел од истокот на Македонија. Тука е Свети Николе, се планира понатаму Виница, гледаме да завршиме со подготовки во Неготино, во Крушево, така што имаме еден расширен пристап низ цела Македонија. Од кој проект е дел оваа активност? Ова е дел од редовните активности на Министерството за дигитална трансформација, но представува дел од порталот за услуги, од националниот портал за услуги. Сите услуги од порталот, повеќе од 300 услуги ќе бидат достапни за граѓаните, од уверение за државјанство, до имотен лист, до потврди за стаж од пензискиот фонд, Агенцијата за вработување и останатите институции, сите кои што се на порталот ќе добијат услуга граѓаните во нашиот центар за услуги. Како сте задоволни од досегашната имплементација на процесот за дигитализација на услугите на државните институции во Македонија? Дали најдувате на одредени препреки, проблеми? Како ги решавате и со која динамика очекуваме во наредниот период тие да се реализираат? Исклучително сум задоволен затоа што од 80 услуги на порталот кои што беа достапни, имаме 120 нови, што значи 200 услуги се веќе достапни на порталот и што е 100 кои што спомнав, кои што се достапни на други портали, покажуваат интерес на институциите за дигитализација на услугите достапни за граѓаните. Често ја кажувам бројката дека порталот имаше 1000 корисници месечно, 1000 трансакции месечно пред нашето доаѓање, сега овој месец има 7400, значи за 7,5 пати е зголемено користењето на порталот. Граѓаните го препознаваат тоа, предизвици секако има, од дигитална писменост, вештини, до работа на институциите, политичка подготвеност на институциите да се дигитализираат, но работиме институција по институција. Наши најголеми партнери се најголемите институции во државата, така што мислам дека ќе имаме подобри резултати. Општина Делчево во голема мера има постаро население, повозрастно население, па дали можеби во иднина за популаризација на ваквиот центар за услуги рачунате на соработка со локалните институции? Од исклучителна важност ни е работата со општините, со единиците на локална самоуправа, затоа што тие допираат до граѓаните. Овој центар за услуги е местото каде што граѓаните ќе може да се стекнат и со знаење, не само да се завршат работа за себе, туку и да дознаат, да отворат профил, да дознаат како можат да стигнат до потребната услуга, но се надевам дека во соработка со општините, особено со општина Делчево во наредниот период, се надевам дека ќе успееме да ги популаризираме дополнително овие центри за услуги, порталот и услугите. Впрочем и отварањето на центарот за услуги потекна од советникот Иван, кој што од почетокот на постоењето на Министерството за дигитална трансформација, но и во техничката влада апелираше дека Делчево мора да отвориме центар за услуги за да се доближиме до граѓаните, до повозрастните, до диаспората, практично до секој сограѓанин кој што сака да го користи порталот, не знае како или нема дома услови или сака да научи, овој центар е тука за нив. Еве ќе ми дозволите последна реченица и повикувам и младите, студентите кои што се од Делчево или од регионот, да слободно да дојдат во центарот за услуги за да може да активираат свој профил, за да може да аплицираат на нашиот проект за IT ваучерите, за да добијат ваучер за купување на ИКТ уреди. Може би кажавте кога може да почне да се користи официјално? Ќе направиме напор да биде што побрзо, почетокот на септември мислам дека ќе успееме да го отвориме. Ако биде и побрзо, ќе ги известиме граѓаните сега. Благодарам.